Светски ден на волонтерството. Разговараме со Сузана Тунева-Пауновска, таа е секретар во Црвениот крст на градот Скопје и со која, ако не со Црвениот крст на градот Скопје да го одбележиме и денот, верувам дека со низа активности тие ќе го одбележат денешниот ден. Добро утро. Добро утро. Како Црвениот крст на градот Скопје го одбележува денешниот ден? Денеска одлучивме на еден интересен начин да доделиме благодарница не на поединци, него да доделиме благодарница на сите 7000 волонтери кои што ги имаме во рамките на нашето национално друштво и исто така 11.000 членови кои што сите заедно допринесуваат да се реализира нашата мисија и мандат, а тоа е да бидеме во служба на хуманоста. Денеска ќе одбележиме на тој начин што ќе имаме една голема средба. Ќе имаме представници од сите 35 наши канцеларии во државата, каде што волонтерите со своите приказни ќе ги мотивираат сите останати кои што за да кажеме од одредени причини се уште не се дел од големото семејство на волонтери на Црвениот крст на нашата земја. Сакам да истакнам дека денеска ќе зборуваме за тоа што значи да се биде хуман, што значи да се даде дел од сопственото знаење, што значи да се биде алтруист и едноставно да се внесе сето тоа во секојдневието на некој на кој што сето тоа му е потребно. Меѓутоа, кога зборуваме за волонтеризам, не зборуваме само кога имаме потреба да помогнеме на маргинализирани целни групи. Зборуваме за луѓе кои што едноставно своето знаење, својата професија ја внесуваат во подигање на јавната свест за одредени проблеми во заедницата. Исто така зборуваме за тоа што значи да се интервенира веднаш кога ќе имаме одредена природна катастрофа, кога ќе имаме движење на луѓе кои што поради војни, поради одредени социјални немири во своите држави мора да ги напуштат тие држави и да се упатат. А при тоа нашата држава, како во 2015 година што беше транзит зона на 1 милион луѓе. Значи, сето тоа зборуваме за една плејада на активности каде што овие луѓе се вклучуваат. Колку волонтери се вклучени активно во работата на Црвен крст, која што е неголемата организација која што ги вклучува волонтерите кај нас и воопшто во светот? И може како подпрашање тука напоминавте, да, знаеме дека за кризните состојби и ситуации тука сте вие во првата линија, но секојдневно вашата работа е навистина голема, обемна е. Секојдневно е Црвениот крст, тука имаме ранлива категорија на граѓани и нашето општество некако како постојано да е пред некој предизвик, па и вие активно сте вклучени постојано. Да, секако. Тоа е, значи, таа социјално-хуманитарна дејност, да кажам, го одбележува делувањето на Црвениот крст, а сето тоа се реализира согласно ова што пред малку го говоревме со 7000 волонтери во нашето национално друштво. Зборуваме за негде околу 1500 кои што се наоѓаат на територијата на градот Скопје. Имаме една интересна програма Трансформација 28, која што за нас е многу важен предизвик до 28 година да стигнеме до бројка од 35.000 активни волонтери. А тоа значи дека сите заедно, значи и медиумите, и ние, и корпоративниот сектор, и државата, ќе работиме токму на тоа, подигање на свеста да се вклучиме во она што значи поддршка на такви целни групи, она секојдневие што пред малку го рековте, а тоа се сите оние сигнали кои што ги испраќаат, ги испраќа заедницата. Значи проблемите на луѓето, сите оние проценки, тие регуларни активности што ние ги имаме за бездомници, за лица во ризик, за луѓе кои што едноставно поради одредена финансиска и економска состојба мора да бидат на некој начин поддржани од нашата организација. Меѓутоа, тука зборуваме и за луѓе кои што, рековме, имаат одредени потреби, кои што се малку поразлични од оние кои што секојдневно функционираат. Меѓутоа, јас тука секако би истакнала дека е многу важно да работиме со младите луѓе, затоа што младината е таа која што е иднина на нашата земја. Добро, сметате дека ќе ја заокружите таа посакувана бројка со оглед на назад години колку се вклучуваат? Па знаете како дека би било стварлива? Да, дефинитивно. Знаете како ние на пример имаме една интересна алатка која што се вика Тим Македонија. Тоа е алатка во која што негде околу 63% се волонтери кои што влегуваат во Црвениот крст кога ние имаме потреба од голема маса на луѓе, кога имаме кризна состојба. И негде 37% на луѓе кои што
го имаат позади себе она искуство на Црвениот крст. Сето тоа зборува дека луѓето може да бидат дел од Црвениот крст, значи не мора да бидат активни волонтери. Меѓутоа да ги имаме во нашата база на податоци и едноставно да го имаме нивната биографија и да знаеме дека тие навистина се подготвени да влезат тогаш кога најмногу ќе ни бидат потребни. Тоа е таа бројка од 35.000. Ние не очекуваме сите тие да бидат активни. Да бидат секојдневно вклучени, да. Негде околу 60% од базата на податоци на Црвениот крст зборува за активен волонтеризам во нашата организација. Во моментот кога една млада личност одлучува да стане волонтер, значи дека таа личност станува свесна за потребите кои што ги има општеството. Каква младина имаме? Искрено да ви кажам, и покрај сите тие, да кажам, проблеми кои што ги слушаме со насилствата во училиштата или предизвици, поново. Навистина во Црвениот крст доаѓаат млади луѓе кои што имаат многу висока свест за нивната позиција во заедницата и во општеството. И еве еден апел до младите луѓе, своето слободно време да не го поминуваат само пред компјутерите и преку тие социјални медиуми да комуницираат, едноставно можат да дојдат во Црвениот крст и да одвојат неколку часа во неделата и да направат добри дела. Фактот во изминатите 12 месеци зборува за зголемување на бројот на младите луѓе пред се средношколците, а исто така имаме и зголемување на бројот на волонтери од факултетите, посебно факултетот за социјална работа, медицина и исто така финки. Тоа се факултети кои што навистина се, да кажам, најзабележливи во последните десетина месеци, како бројка која што расте во базата на податоци на Црвениот крст, заради тоа што некако сакаме и ние да се доближиме до младите луѓе на еден поинаков начин, а тоа значи да ги следиме сите тие модерни трендови кои што на нив им се многу интересни. Кој се вклучува повеќе? Момчињата или девојчињата? Повеќе се вклучуваат жените. Значи, бројката на волонтери во нашето национално друштво... Намерно или не намерно, тебе ти дојде прашањето, тебе ти се на него намести признao. Да, тоа не е само во нашата држава, него и глобално. Повеќе жените. И бројките се навистина во сразмерот нималку не се доближува. Да. Зошто е тоа така? 70% се жени. Сте истражувале на темата зошто е тоа така? Меѓународниот Црвен крст имаше интересни истражувања во тој поглед. Значи, поготово жените кои што се во трето доба го зголемуваат тој процент на жени кои што влегуваат во тие волонтерски часови што се поминуваат. Значи, негде околу 60-65% се жени, остатокот се мажи. Мажите се повеќе вклучени во оние единици за одговор при катастрофи, спасување на планина, вода, така да тоа се тие некои, да кажам, делови од нашата работа, каде што тие се вклучени, а оние социјални, хуманитарни дејности, превентива, здравство, работа со млади луѓе, работа со лица во трета доба, тоа повеќе го работат жени. Па добри, на сензибилитетот веројатно одговара повеќе. Дека тоа е причината. Да. И оставам дамите да го довршат разговор. Мислам дека има некаков коментар, но добро. Имате ли некаков проблем во секојдневната работа? Волонтерите се соочуваат ли со нешто што им е пречка во функционирањето, а ние не може да го видиме? Знаете како, нели кога ќе се каже волонтер, се мисли на човек кој на вистина сака да го даде своето слободно време во работењето не само на Црвениот крст и на други хуманитарни организации. Меѓутоа, овие луѓе, освен тоа што имаат одредени кодекси кои што мора да ги почитуваат, зборувам сега за во Црвениот крст, кодекс на однесување, правилници, почитување на основните принципи на движењето на Црвениот крст и црвената полумесечина, овие луѓе имаат проблеми заради тоа што посебно во време на војни и посебно во време на одредени, да кажам, дестабилизирани држави, тогаш волонтерите исто така се во ризична група на луѓе. Заклучно со септември 2024 година 31 волонтер во рамки на движењето на Црвен крст го загубија својот живот, пред се во Палестина, Африка и во Блискиот исток, а негде од 284 хуманитарни работници. Значи, тука зборуваме за една желба на луѓе кои што сакаат да помогнат на други луѓе, а сепак системот во
во моментот кога е се разрушено, овие луѓе навистина ги стават своите животи не функционира. Да, едноставно и покрај нивната желба да бидат дел од сето тоа се случува да бидат во ризик. Во нашата држава кога се работи да кажеме за еден период на рехабилитација, тогаш немаме ние некакви проблеми. Едноставно самиот волонтер има пријава, има можност да види каде може да се вклучи, кои се неговите капацитети, каде може да дојде до израз сето тоа што го поседува, а при тоа да не се чувствува дека не придонел за развојот на волонтаризмот или за развојот на одредени активности во нашето национално друштво. Најкритично е кога имаме криза и навистина Меѓународниот црвен крст денешниот ден го одбележува и сите ние, нели, кои што сме членки, 191 држава, меѓу кои и нашата земја, 17 милиони волонтери има на глобално ниво во рамки на Црвениот крст и го посветуваме токму на волонтерите кои што го загубија животот кога работеа во поддршка на населението кое што било во ризик, под мотото заштита на хуманоста. Денеска онаа клучна порака која што сакаме ние да ја пренесеме е дека тука три важни елементи има за заштита на волонтерите кога едноставно треба да им се даде една безбедност при нивното волонтирање. Тука е државата која што треба да ги почитува сите тие норми, правилници, конвенции кои што постојат за волонтирање и едноставно се важни во функционирањето на Црвениот крст. Второ се донаторите, кои што исто така се многу важни при освен тоа што се одговорни социјално да придонесуваат за реализација на одредени програми, исто така да се грижат за луѓето кои што сето тоа треба да го реализираат и на крај сте вие медиумите кои што треба да ги пренесувате тие клучни пораки за подигање на свеста дека луѓето кои што сака да бидат дел од една ваква армија на волонтери кои што сака да помагаат во секој момент на нашето живење треба да бидат почитувани и да бидат заштитени. За нашето општество треба ли нешто конкретно да се работи? Треба ли нешто конкретно? Би издвоиле ли нешто на што треба особено внимание да се посвети кога е волонтерството опрашано? Да, пред се мислам дека нешто што следи веќе во наредниот период, во наредната година е дека во соработка со владата треба да направиме промена на законот за волонтирање, заради тоа што има одредени моменти кои што некако се косат со практиканство и волонтерство, што е комплетно различно. Еве една мало појаснување. Еден лекар во ординација е практикант, лекар во Црвен крст е волонтер. Значи, тоа се две различни работи кои што многу се важни. Професијата кога се реализира како професија е нешто што е практиканство, се учи или младиот лекар влегува во ординација, не волонтира, тој практицира за да биде лекар. Меѓутоа волонтира кај нас во Црвениот крст кога е инструктор по прва помош или е предавач или е тренер, мора сето тоа да го разликуваме. Барем ние така сметаме во Црвениот крст, бидејќи тоа така е во другите држави во рамки на движењето. И освен промената на законот, секако нешто што ќе треба да во иднина да работиме е да се подобрат сите оние програми кои што ние ги имаме во државата за да бидеме кост ефективни, да немаме дуплицирање на работите, да ги покриваме сите оние, да кажеме, моменти каде што некои работи не се покриени, се чувства. Некогаш сите сакаме да работиме некои активности, меѓутоа координацијата е многу важна. Заради тоа што сите заедно, Црвениот крст, невладиниот сектор, се она што значи, бидејќи волонтери најмногу имаме кај нас, меѓутоа има и во другите невладини организации. Меѓутоа треба да бидеме добро искоординирани, затоа што само така ќе стигнеме до многу поголема целна група да биде покриена и многу подалеку во она што значи промоција на хуманата вредност. Ќе ве прашав на крај со оглед на тоа дека волонтерите често знаат да кажат дека најголемата награда за нив е личната сатисфакција, кога срцето е полно, кога ќе се помогне некому, таа е најголемата желба, затоа и влегуваат во целиот процес, но сепак вие помеѓу вас во вашата фела, еве, така може да кажеме, сакате да се наградувате, сакате да го валоризирате трудот. Што и денеска ќе доделите признанија, кажавте, што треба да поседува еден човек, еве нема да алудираме само на младите, еден човек кој што е волонтер, за да добие валоризација од вас, од неговите редови? Да, интересно е тоа дека ние секогаш сакаме да ги истакнеме добрите примери. Заради тоа што во секојдневието добрите примери се тие кои што го мотивираат другиот човек да се размисли, па да, можам и јас да дадам дел од себе. Пред се треба да се има желба,
Мислам дека секој човек има вредност и секој човек може да даде дел од сопственото знаење, дел од сопствената, да кажам, животна историја, за да може да придонесе да се развива волонтерството, меѓутоа истовремено и да придонесеме да бидеме сите заедно, да имаме подобра заедница, да живееме посигурно, побезбедно, да се почитуваме пред се, да бидеме пријатели, да постои една енергија која што ќе не движи во едно подобро општество, едно општество во кое што луѓето се среќни. Едноставно е многу полесно да развиваме било какви проекти и програми. Ако претходно социјално-хуманитарните дејности на некој начин ги намалиме, а се посветиме на нешто повеќе. Меѓутоа, нели, сакаме да бидеме оптимисти. И секој е добре дојден во рамките на Црвениот крст, само треба да дојдат во општинските организации, во Црвениот крст на град Скопје, да пополнат една пријава, да кажат колку часови може да одвојат од своето време, каде, во која програма. Јас вчера се изненадив од двајца млади луѓе, планинари, атлетичари, кои што едноставно прочитале дека денеска е меѓународен ден на волонтеризмот. Вчера беа во мојата канцеларија и рекоа, ние би сакале да се вклучиме во Црвениот крст, поодамна размислуваме, меѓутоа еве дојде денот. Мотивирани бевме од тоа да бидеме активни во спасителната станица што имате наводно, да бидеме дел од она што значи безбедност на луѓето кои што рекреираат. Тоа е нешто што многу пријатно ме изненади, заради тоа што ние кога апелираме, очекуваме фидбекот да биде токму тоа. Луѓето едноставно да го препознаат тој сигнал. И јас мислам дека има добра иднина во нашата земја за луѓето кои што ја носат таа хумана димензија во себе и мислам дека волонтеризмот е традиција на нашето живење. И ваквите примери се разбира ви се уште поголем ветер во грб да продолжите со работата. Благодарам за гостувањето. Благодарам. Денеска го започнавте денот заедно со нас, нека ви биде убав. Благодарам. Да, и прославете го онака како што ви доликува, се разбира вам. Да, јас очекувам дека денешниот ден на сите нас ќе ни донесе убава енергија, а дека веќе наредниот 5 декември ќе зборуваме за нешто што ќе значи зголемување на се она што го правиме во нашата заедница.